Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме рижото со тиквички и нане. Овде во мои рецепти просто обожуваме рижото и во текот на целата година ќе ви представуваме различни рецепти за рижото. Ова е одличен летен или есенски рецепт, пребогат со вкусови, а толку ефтин за спремање. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба една тиквичка, една рака свежо нане, една голема главица бел кромид, 3 главици лук, 300 грама ориз, 500 мл пилешка супа, 50 грама путер, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Убаво исечкајте го лукот, а потоа исечкајте го и кромидот на ситни парченца. Се обидуваме да направиме основа за рижотото. Растопете го путерот во тавата и ставете ги кромидот и лукот. Исто така ставете и сол и бибер. Се обидуваме да ги омекнеме лукот и кромидот. Посолувањето ги намалува шансите тие да загорат. Кога кромидот и лукот ќе омекнат и заруменат од путерот, ставете го оризот. Веднаш измешајте го оризот со омекнатата мешавина и дозволете му да ги впие сите сокови. Во смесата ставете половина ренда на тиквичка и продолжете да мешате. Штом оризот ќе ги впие путерот и соковите од зеленчукот, сипете жешка пилешка супа во тавата. Само прекрите го оризот со неа и продолжете да мешате. Правењето рижото бара многу внимание и додека го приготвувате треба да сте концентрирани само на јадењето. Исто така ставете половина од свежото нане. Целта ни е половина од вкусовите да се измешаат сега, а половина подоцна. Гответе додека не испари вишок од течност и додека оризот ја впие пилешката супа. Потоа сипете уште супа. Ние користиме пилешка супа од коцка, но вие можете да го направите јадењето вегетаријанско со супа од зеленчук. Продолжете да мешате и досипувате супа кога оризот ја впие течноста. Сакаме сите различни вкусови да се соединат со оризот, давајќи му прекрасен краен вкус и текстура. Кога оризот ќе почне да набабрува и да ги прима вкусовите, ставете ги останатите тиквички и нане во смесата. Постојано пробувајте го рижотото за да проверите дали оризот е сварен и да видите дали вкусовите се соединиле. Ќе знаете дека оризот е готов кога рижотото ќе добие текстура на супа. Можете да ставите уште путер на крајот, доколку сакате јадењето да биде сјајно. Време е за пржење. Овој рецепт ќе го декорираме со едноставен гарнир, така што ќе испржиме неколку парчиња тиквичка. Пресечете 3 тенки парчиња и зачинете ги со маслиново масло, сол и бибер пред да ги ставите на загреаната тава за пржење. Целта е да добијат текстура и боја, па така превртете ги по 1 минута и потоа оставете ги настрана. Време е да се сервира рижотото. Во идеална ситуација сакате да го зготвите рижотото веднаш пред сервирањето. Ако го чекате, тоа нема да стане подобро и секогаш е најдобро кога тавата се става право во чинија. Кога го црпите, проверете дали се опушта и завзема положба како да е живо суштество. Ова ви покажува дека рижотото е совршено. Ставете ги печените парчиња тиквичка од озгора и тоа е се. Ручекот е подготвен. Ова е многу едноставно, но фантастично јадење за крајот на летото и есента. Можете да ставите сок од лимун за да додадете вкус и да го дополните вкусот на нането. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната, затоа биди вистински пријател и сподели.